Граѓаните и понатаму немаат мир од нападите на бездомните кучиња. И покрај акциите за нивно заловување, факт е дека по улиците на јавните места и понатаму забележливо е присуство на овие животни кои често се и агресивни. Непријатно искуство имал средовечен маж од Кочани, кој викендов поминувајќи во трговскиот центар бил нападнат и гризнат од куче скитник, па одвај успеал да се извлече без потешки последици. Подоцна случајот го пријавил и во полиција, но очекува и другите надлежни служби да преземат мерки против нападите од бездомните кучиња по градските улици. Според извештајот од Министерството за внатрешни работи, во неделата околу 20 часот и 30 минути 61-годишниот ВС од Кочани пријавил оти додека се движел во близина на трговскиот центар бил нападнат од куче скитник. Слични случаи во изминатиот период пријавували други граѓани кои повеќе пати досега реагираат на кучињата кои слободно шетаат низ градот, заканувајќи се да нападнат. Инаку локалната самоуправа на Кочани на крајот од декември изготви годишна програма за контрола на популацијата на бездомните кучиња, според која за нивен третман и заштита во 2019-та ќе издвои 550.000 денари. Сумата е за над 20% повисока во однос на 2017-та, при што најголем дел од парите се наменети за тековно одржување на прифетилиштето, односно за обезбедување храна, лекови и средства за дезинфекција, како и за трошоците за лицата кои ќе го вршат заловувањето. Сепак, факт е, оти проблемот треба да се решава системски на поширока основа, односно да се реализираат најавите за регионален центар со прифатилиште за бездомните животни.